Добро утро, почитувани гледачи. Ви посакувам добре дојде и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Февруари е најкраткиот месец во годината, посветен на луѓето со долга и тешка борба, луѓето со ретки болести. Се вели дека се ретки, но не и невидливи, кога ќе се соберат сите заедно, тие и не се малку. Повеќе од 300 милиони луѓе во светот живеат со некоја ретка болест, а голем дел од овие ретки болести се токму невролошки. За ретките болести во неврологијата утрово разговараме во Фактор здравје со професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, специјалист невролог, раководител на одделот за невромускулни болести од Универзитетската клиника за неврологија, член на Комисијата за ретки болести, и асистент доктор Кристина Милевска-Николовска, специјалист невролог, одделенски доктор на одделот за невромускулни болести од Универзитетската клиника за неврологија. Велам добро утро и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, Билена. Благодарам на поканата. Особено исклучително е денеска да проговориме за ретките болести, бидејќи повеќе од 50% од ретките болести се токму невролошки болести и некако да ја подигнеме свесноста за овие заболувања. Иако се ретки, не треба да бидат невидливи. Точно. Февруари е месецот посветен на ретките болести, токму цел месец во знакот на сето ова за кое што зборуваме и во емисиите и на социјалните мрежи, постојано гледаме потсетување да се запознаеме малку повеќе што значи ретка болест, колку ги има болестите и што значи оваа борба на луѓето со ретки болести. Тоа не само што е борба, тоа е, како да кажам, една сериозна, долгогодишна патека која што треба да се изоди првично до дијагнозата, а потоа и цел живот да се живее со таа состојба, независно дали станува збор за лице кое што е болно од ретка болест или пак на семејството кое што мора да живее со оваа состојба, бидејќи е навистина сериозен предизвик. Предизвик е од повеќе причини. Првично, бидејќи повеќето од болестите и немаат терапија, терапијата не е само медикаментозна, значи тука треба да биде ангажираност од еден мултидисциплинарен тим, потребна е психолошка поддршка, потребна е физикална рехабилитација, потребна е помош од образовниот систем, бидејќи некои дечиња имаат потреба од асистенција во текот на училишниот ден. Потребно е генетско советување кај родителите, бидејќи може би треба да се прави планирање на семејството со второ, трето дете, подкрепа психолошка сериозно на семејството, затоа што да се живее со лице кое што нема да ги велиме пациенти, ќе ги наречеме лица со ретка болест, е навистина сериозен предизвик. Така да. Ако се ретки, така рековме, не се невидливи, и ако е мал бројот, тоа не значи дека не треба должно внимание да се посвети и не само во месец февруари, така да зборуваме за овие болести во текот на целата година и да потсетуваме, бидејќи никогаш не знаеме кој од нас во каква состојба или ситуација и со што ќе се соочи. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не од почеток до крај и секако повторно ве поканувам дека можете да се приклучите во емисијата со поставување на ваши прашања. Со професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, специјалист невролог, раководител на одделот за невромускулни болести, член на Комисијата за ретки болести од Универзитетската клиника за неврологија, и со асистент доктор Кристина Милевска-Николовска, специјалист невролог, одделенски доктор на одделот за невромускулни болести, исто така од Универзитетската клиника за неврологија, зборуваме за ретките болести во неврологијата или невролошките ретки болести. И сега, по дефиниција, што представуваат доктор Драгана ретки болести? Па самиот назив ретки болести ни кажува дека тоа се заболувања кои што ретко се појавуваат во една популација, значи нивната преваленца е доста ниска. Согласно европската дефиниција, тоа би изнесувало некаде околу 5 на 10.000. Во Македонија дефиницијата е малце построга, некаде се приближува кон, да кажам, ултраретките состојби, односно по дефиниција на ултраретки состојби, односно да кажеме третираме од прилика околу 20 на пациенти од една дијагноза на ретка болест. Така. Зошто се ретки?
Иако велиме дека се ретки, тоа ствари не се така ретки, може да бидат застапени дури 6 до 8% во една популација. Генерално се болести кои што, да кажам, кај кои што постои некаква генетска мутација и генерално се докажуваат со генетски тестирања, повеќе од 80%. Веројатно во иднина и многу повеќе, затоа што имаме нови методи, пошироки панели на генетско тестирање. Многу често се јавуваат во детската популација, значи повеќе од 50% се заболувања кои што се манифестираат токму ради таа генетска мутација и во раната детска возраст и знаат нели да имаат замаскирана клиничка слика и потребно е, така да кажем, една долга диагностичка одисеја да помине додека да стигне до вистинската диагноза. Но тоа е она што ги разликува невролошките од другите ретки болести, преклопување на симптомите, специфични. Па генерално бидејќи невролошкиот систем, повеќе од 50% од ретките болести се невролошки, бидејќи самиот нервен систем представува еден сложен, комплексен систем. Знаете, поделен е на централен, периферен нервен систем, па имаме невромускулна спојница, па имаме мускули како ентитет и често пати од ретките болести знаат да бидат атакирани систем по систем. Значи имаме болести невролошки кај кои што имаме манифестација од централниот нервен систем, па имаме болести каде што имаме засегање на мускулите, невромускулната спојница, периферните нерви и имаме навистина голема група на ретки болести. Таа е таа поделба според системите. Така е, што не значи дека се уникатно невролошки, бидејќи како што кажав, најкомплексен и најсложен и водечки е во однос на клиничката манифестација, меѓутоа често пати се водат како невролошки болести, а даваат системски компликации. Значи манифестацијата може да биде и со засегање на срцето, со страдање на мускулоскелетниот апарат, па развој на сколиози, потешкоти во движењата, оштетување на очите, оштетување на црниот дроб, бубрезите и така натаму. Да, влијат и на другите системи во телото. Да, генерално имаме мултисистемско страдање. Така да. Имаме веќе гледач на линија. Добро утро, да му дадеме предност и да го слушнеме прашањето. Повелете, ве слушаме. Ало, добро утро. Добро утро. Вака, сакам да поставам едно прашање за докторката. Така, само ќе ве замолам малку погласно за да можеме да ве чуеме убаво. Вака, имам 9 годишно дете и има проблеми со мускулите од кога ќе пооди долго време и има замор на нозите. И одма вика ми се укочуваат двете нози. Имам и приметено докторката, одиме кај хатичен доктор и ми вика дека тоа било со промена на развојот, дека се развива дете. Па сакам еден совет до докторката што и како да ми објасни. Добро, ви благодариме. Секако, мајката треба да го однесе детенцето на лекар специјалист, првично невролог, можеби и ортопед. Меѓутоа, со овој развој на замор, невообичаено е дете или на 9 годишна возраст да има замор и да има потешкоти во движењето. Мислам дека треба да побарате упатување кон специјалист, ортопед и невролог со цел да се разграничи на кои од системите имаме страдање и да се дојде час поскоро до диагноза. Да. Не мора да е сериозно, не мора да е ретка, меѓутоа матичен доктор ова нема да може да го лекува. Односно немаме диагноза. Да. Често пати во тој период децата кога растат знаат, веројатно се сеќаваме и ние како родители дека ќе се пожалат на болки во мускулите, меѓутоа тоа е минливо. Така брзо, а дека замор при движењето не е вообичаено, но ете еден преглед кај невролог или ортопед така ќе разјасни и ќе расчисти сликата да не се остава состојбата и понатаму да биде иста. Доктор Кристина, дали невролошките ретки болести се исклучиво резервирани за детската возраст или пак има дел од овие ретки болести кои што се јавуваат и кај возрастната популација? Иако најголем број од овие невролошки болести наследни се исклучиво ексклузивни за детската возраст,
околу 50 до 70%, сепак останатиот дел знаат да се јават и во подоцнежниот, односно адолесцентниот период од развојот, како што е тука Фридриховата атаксија, и исто така и во адултниот период. Имаме повеќе болести кои што баш започнуваат помеѓу третата и четвртата декада и кои што се резервирани исклучиво за адултните, диагностика од страна на адултните невролози. Да. Обработувајќи ги барем неколку, толку ќе ни дозволи времето, на 4 ќе посветиме внимание, иако претпоставувам дека има и други невролошки ретки заболувања. Да почнеме со спиналната мускулна атрофија. За неја многу дознавме пред години преку малиот, храбар и оптимистичен Јане и неговата мајка. Што е спинална мускулна атрофија? Спиналната мускулна атрофија представува ретко наследно заболување, кое што предизвикува оштетување на мускулите, меѓутоа не директно на самите мускули, туку настанува првен пропаѓање на невроните кои што се наоѓаат, моторните неврони во рабетниот мозок, и поради недоволно испраќање, несоодветно испраќање на импулси кон мускулите, и самите мускули страдаат. Шаблонот на оваа болест на наследување е автозомно рецесивен, што значи дека ни се потребни копии од двајцата родители кои што најчесто се здрави носители, за да се манифестира болеста. Главен клинички симптом кај оваа болест е токму таа мускулна слабост, која што се во зависност од развојниот период кога се развива, и слабоста е поизразена. Имаме неколку типови на оваа болест. Конгениталниот тип е најтежок тип кој што се развива болеста уште додека во утробата, додека новороденчето манифестира симптоми при самото раѓање. Потоа тип 1 е исто така тешка форма која што се развива во првите 6 месеци од животот. Најчесто новороденчето е млитаво, нема рефлекси, не може самостојно да ја држи главата исправена, самиот акт на цицање е отежнат, плачот е многу потевок во споредба со другите новороденчиња. И најголем проблем што може да се јави тука е затајување на респираторната мускулатура, бидејќи таа страда при оваа болест. Со новите терапии е многу битно да се препознае ова навреме, како би се дала терапија. И што порано да се даде терапија, зашто тоа е толку важно? Тоа е важно бидејќи треба да разбереме дека мускулатурата кај новороденчето се уште не е целосно формирана. Нејзиниот развој директно зависи од континуираната нервна активација, доколку таа изостане во раниот период, кој што е битен за нејзиниот развој, таа не само што нема да се развие соодветно и ќе атрофира, него и никогаш нема да го достигне нормалниот потенцијал кој што може да се развие. И затоа ни е многу битно пред да настанат овие нарушувања, бидејќи невроните пропаѓаат трајно, да ја дадеме терапијата во порано, додека се уште има зачувани моторни неврони во најголем дел, како би се превенирало нивното дополнително пропаѓање, со тоа и слабењето на мускулатурата. Значи и раната диагноза и навремената терапија. И навремената терапија ни е битна, да, за оваа диагноза, бидејќи од сега со новата терапија, спиналната мускулна атрофија од една фатална и тешко инвалидизирачка болест, можеме да речеме дека преминува во една хронична контролирана состојба. Така, да. Имаме повторно гледач на линија, да го слушнеме. Добро утро, повелете. Добро утро. Дали се слушаме? Ќе се обидам уште еднаш, ако се исклучи гледачот или гледачката, се надевам дека ќе се обидете уште еднаш да се јавите за да го поставите прашањето. Дали ве прекинав за да ја завршите мислата? Па не, само да додадам дека има уште неколку форми кои што се јавуваат во подоцнежениот развој, и исто така адултната форма која што се јавува од прилика третата и четвртата декада, кога настанува постепено мускулно слабење, и тие пациенти практично се можеби потешко да се помисли дека станува збор за оваа навидум детска болест. Да, така, да. Сега веќе ми јавуваат дека го имаме и гледачот на линија. Добро утро, повелете. Овде страше се јавува. Да, повелете. Имам многу главоболки. Притисакот некад ми се каче, некад не добар. Али редовно се ми главоболките. Имам лекарства што ги пију и за притисак, и за срце, и за све. Али но ми се врти и пред очите ми сева главот болки имам доста.
Добро, ви благодариме за јавувањето и за прашањето. Оставаме простор да прашаат се што ги интересира да се обратат до доктор невролог, иако нели темата ни е друга. Главоболка, константна. Главоболката е само еден аларм, симптом дека имаме покачен крвен притисок. Кога имаме покачен крвен притисок, се шират крвните садови, нели, кои што го исхрануваат мозочното ткиво и се јавува главоболка, зуење во ушите, така да главоболката само алармира, реагирај, намали го крвниот притисок. Јас би го посоветувала господинот да поиде кај матичен доктор, можеби да се направи корекција во терапијата, ако не може да се направи корекцијата на тоа ниво, да биде патен до специјалист кардиолог. Значи, главоболката овдека не е главниот проблем, проблем е покачениот крвен притисок. Да се најде причинителот кој што ја предизвикува. Причинителот е сигурно, бидејќи и самиот спомена дека има варијации во крвниот притисок. Така да. Следната невролошка дијагноза Фридрихова атаксија. Јас вака го читам за да не го сгрешам терминот. Како да се препознаат првите знаци кај младите, кај тинејџерите и зошто освен невролошки симптоми дава некогаш и кардиолошки компликации? Така е, ова е исто една од болестите, каде што, да кажеме, доминира невролошката манифестација и таа е стартна и треба да се препознаат некои симптоми. Меѓутоа, да, е системско заболување, каде што секако ќе понастрада и срцето и ќе пострада и самиот коскен апарат, односно ќе се појават деформитети, најчесто сколиоза. Може да пострадаат и други системи, меѓутоа овие три, да кажем, се доминираат во однос на манифестацијата. И ова е наследно заболување, се наследува автозомно рецесивно, прогресивно заболување, кое што почнува да се јавува во рана школска возраст. Да кажеме, од детенце кое што било одлично спретно разиграно, со одличен психомоторен развој, имаме детенце кое што е трапаво, почнува да се спрепнува, почнува да паѓа, потешко може да го одржи балансот на своето тело, говорот почнува да се променува, значи да зборува пореметено во смисла на една дизартрија, почнуваат да се јавуваат неспретности во однос на фините движења, нели тоа е школска возраст кога треба да црта, да пишува и така натаму, и тука ќе бидат воочливи тие, да кажам, промени. И тоа е, да кажем, еден аларм дека ова детенце треба да се упати на специјалист невролог, односно педијатар, нели, во колку е во таа возраст, со цел да се направи дијагностика. Педијатарот нормално ќе ги воочи овие симптоми, дека имаме нарушен баланс, дека имаме променет говор, веројатно веќе кога ќе стигне кај педијатарот невролог, ќе имаме веќе ослабнати мускулно-тетивни рефлекси, ќе почна да се појавуваат топења, односно намалување на тонусот на самата мускулатура, веќе почетни деформитети на стопалата или пак на рабетниот стол и едно црвено знаменце дека ова дете треба подетално да се испита покрај целата таа палета што ја правиме. Нели ќе нотираат атрофии на ниво на малиот мозок со нуклеарна магнетна резонанца, па дури со компјутер, меѓутоа децата обично не ги сликаме со компјутер, туку се оди на помалку инвазивна зрачна дијагностика. Кај ова детенце електромиографијата исто така ќе има позитивни наоди и треба да се упати на генетско тестирање. Со самото генетско тестирање ќе имаме брза и дефинитивна дијагноза и да се час поскоро ова дете почне да се третира. Очигледни симптоми на кои што треба да им се посвети внимание. Одеднаш детенце кое што е трапавко, кое што почнува да се спретнува, не може да ја балансира топката, тоа се деца кои што играат со топка, неспретност во пишување, променет говор е еден од знаците кои што можат да не посочат да помислиме дека станува збор за дете со Фридрихова атаксија. Така да. Имаме повторно гледач на линија, да го слушнеме. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Ваша редовна гледачка. Поздрав до водителката и гостинката. Имам едно прашање за мојот сопруг, кој што е на 83 годишна возраст.
со исхемичен мозочен удар во времето на короната, на терапија со еликвис и тие другите с пентоксифелин. Сега има опериране и од феморопоплетеална протеза има во ногата. Преди на 20 јануар падна по собствениот дом и има фрактура на рамото и мала фрактура на колк, има гипс на рамото и антиротационен гипс за колкот. Во меѓувреме разви бронхопнеумонија. Сега бронхопнеумонијата е стабилизирана, повремено преку ноќ ми развива психоза, вознемиреност, а докторот не дозволува да ја зепам да даде матичниот доктор. Па би ја прашала докторката во таква состојба, што би, кога е психотичен, што таблети да му дадам, што терапија не. Варете, ви благодариме за јавувањето и прашањето кое што го поставивте, доста добро и прецизно. Гледачката така ги наброја сите проблеми и сите дијагнози кои што незиниот сопруг има. Почнало од едно, па сега веќе на сето тоа се надоврзали и други проблеми. Пациентката кажа дека незиниот сопруг претходно имал и прележано мозочен удар и е поставен веќе на терапија која што е антикоагулантна за превенција да не настануваат нови мозочни удари. Значи во тој правец пациентот е покриен со терапија. Со текот на годините вакви стресни состојби би рекла за организмот, фрактури, дополнително бронхопневмонии, го намалуваат и дотокот на кислород во мозокот, така да мозокот кај повозрастните е многу осетлив на такви варијации на да речеме кислород и затоа најверојатно пациентот манифестира такви симптоми и знаци. Меѓутоа би препорачала дополнително да се направи и лабораторија, да се видат лабораториски дали постојат отстапки, бидејќи исто и тие отстапки знаат кај повозрасни луѓе многу брзо да го променат психичкиот статус. И доколку има препорака да не се дава диазепам, тоа е најверојатно бидејќи докторот проценил можеби и сатурацијата не е ниска кај пациентот, така да најдобро е да се побара повторно второ мислење за каква терапија да се даде во тој правец, бидејќи ние вака на телевизија не можеме да можеме само препораки терапија. што дополнително да направат, а лекарот кој што го води пациентот секогаш најдобро ја знае неговата состојба. Да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Кристина, сега да проговориме кратко и за фамилиарната амилоидна полиневропатија. Каква ретка невролошка болест е? Болест на таложење, така некако може да ја наречеме. И зошто во Македонија оваа дијагноза е карактеристична за одредени географски региони? Така, значи ова како што кажавте ретка болест, наследна, прогресивна, мултисистемска болест. Тоа значи дека покрај нервниот систем веќе тука имаме засегање и на другите системи, засегнати и срцевиот мускул, гастроинтестиналниот, бубрезите може да бидат засегнати како и очите. Настанува поради дефект во генот кој што го синтетизира транстиретинот. Тој нормално во организмот служи како транспортен протеин за одредени материи. Кога имаме мутација на тој ген, веќе настанува дестабилизација на овој протеин и како крајен продукт се формираат амилоидни плаки, кои што всушност тие се таложат во одредените региони кои што ги споменав. И поради таложење на тие плаки всушност настанува и оштетувањето. Покрај засегање на нервниот систем кој што се манифестира овој пат со периферна невропатија, значи трнење, жарење, болни сензации, најчесто на почетокот на дисталните делови од што се подалеку од трупот, од екстремитетите, и моторна слабост, може да има значи и симптоми од кардиолошко потекло, односно кардиомиопатија, срцева слабост, може да има симптоми од гастроинтестиналниот тракт, да има проблеми со очите,
појава на глаукоми слично, битно е да се препознае, бидејќи оваа болест се наследува автозомно доминантно. Потребна ни е копија од само еден родител за кај детето да се, тоест веќе во возрастниот период да се манифестира болеста. А кај овој тип на наследување, значи доволен е еден болен во фамилијата да постои за повеќе членови на таа фамилија да го наследат генот. И ова е, да речеме, ендемска болест, не само во Македонија, него и во светот. Се познати региони во Португалија, Јапонија, Шведска, каде што прапредците кои што го донеле генот во тие географски затворени, да речеме, подречја, каде што нема миграција на населението, го пренесуваат генот низ генерации. Така и во Македонија е случајот со градовите во Источна Македонија. Имаме неколку фамилии баш од тој регион, од Струмица, Берово, Делчево, и тоа ни е во моментот како фокално, да речеме, од познатото фокално жариште во нашата земја. Како семејни лози во кои што се пренесува. Ете така, како што се пренесува овој ген. Неуромиелитис оптика. Зошто е важно да се разликува од мултиплекс склероза, бидејќи настанува одеднаш изненадно како мултиплекс и како мозочен удар, но текот на болеста и самата терапија и самото лекување е сосема различно. Така е, и е веројатно од животно значење за пациентите кои што имаат оваа ретка болест. На тоа дека, нели, ако се препознае како мултипла склероза, дел од лековите знаат да ја влошат состојбата, значи можна е битна прецизна дијагноза. Значи сега од периферен нервен систем малку ќе рипнеме на централниот нервен систем. Ова е автоимуно заболување кое што има своја специфика, се јавува кај, да кажам, адолесценти, подочно период на животот кога сме работоспособни, некаде помеѓу 30-та и 50-та година, но не мора да е тоа, има, нели, секогаш исклучоци од правилата, може да се јави и дури во детска возраст. Кога трагаме во дијагнозата, има некои специфики на кои што треба, нели, да посебно посветиме внимание. Најчесто се манифестира со нејаснотии во видот на двете очи, значи не едното, тука е двете очи, за разлика од мултиплата, каде што обично пореметувањата и проблемите се на едното око, некогаш дури може да биде манифестирано и со сериозно нарушување на видот, и имаме страдање на двата оптички нерви. Некогаш и на едниот, нели. Потоа имаме специфични промени на рабитниот мозок, значи знае да биде засегнати рабитниот мозок, и воколку обично имаме повеќе од 3 сегменти за фаќање на оштетување, односно воспаление автоимуно на рабитниот мозок, е исто така еден сериозен знак дека можно да се работи за неуромиелитис оптика или Девикова болест. И исто така може да се јават и промени во одредени специфични локации, како што е, да кажеме, на дното од четвртата комора, може да се јават и перивентрикуларни промени. Оди пациентот најчесто со атаки кои што се тешки инвалидизирачки, и тоа е еден аларм, или дека можно е да ни се работи за мултипла склероза. И она што е особено битно, да се направат анализи лабораториски во однос на одредени имунолошки, да кажем, состојби, односно детекција на антитела насочени кон аквапорин 4. Воколку се тие позитивни, апсолутно имаме дијагноза на серопозитивен пациент со неуромиелитис оптика. Но јас секогаш велам, во неврологијата не е секогаш едноставно, затоа што имаме дел пациенти кои што се серонегативни. За жал, за сега имаме лимитација во однос на можностите тераписки. Кај серопозитивните пациенти имаме терапија со специфичен лек, кој што се дава, нели, преку програмата за ретки болести, и веќе имаме неколку годишно искуство и можам да кажам дека особено сме среќни, затоа што пациентите се многу стабилни, пак ќе кажам, тоа се луѓе кои што се во работоспособен период, во репродуктивен период, кога, нели, се најпродуктивни и во општеството, и, нели, во онаа фаза на самореализација како родители или како, нели, формирање на семејство. Имаат одличен квалитет на живот и се без релапси на заболувањето. Да.
Каков е патот до диагнозата? Диагностичка одисеја, можеме така да ја наричеме. Некогаш е тешко до конечното поставување на генетската диагноза. Да, значи диагностичката одисеја е еден долг и сложен пат кој што пациентот треба да го изоди од појава на првите симптоми до поставување на дефинитивната диагноза. Значи тука се потребни многу прегледи, консултации, тестови, додека да се постави самиот сомнеж за диагнозата, бидејќи не само кај нас, тоа и на глобално ниво, овие болести на почетокот најчесто немаат специфични симптоми за одредената болест и е потребно подолго време да се препознаат, за жал некогаш со веќе развиток на клиничката слика. И од таа причина треба, иако се ретки, значи да се размислува уште од иницијалните симптоми, да се размислува во тој правец, затоа што во ерата сега на терапија е многу битно да го диагностицираме пациентот на време. Да. Националниот регистар за ретки болести не е само бројка, не е само статистика, туку е едноставно и начин така да им се излезе во пресред, да се планира терапијата, да се овозможи сето она што им е потребно на пациентите. Како се која поднесува апликацијата за пациентот да влезе во регистарот на ретки болести? Апликацијата се поднесува исклучиво од специјалистот, значи не ја поднесува самиот пациент, не се поднесува од матичен лекар. Специјалистот кој што го диагностицирал пациентот го реферира првен на стручен колегиум, потоа се пополнуваат апликации каде што се доставуваат достапни генетски испитувања доколку ги има за болеста или други диагностички критериуми кои што ги исполнува пациентот за да има таа диагноза и потоа се аплицира во националниот регистар за да се пријави пациентот за со ретка болест. Така, што значи тоа за самиот пациент и подобро планирање и подобра на терапијата и ред други? Да, апсолутно, за да се планира терапија во предстојниот период за пациентот. И... Така, да. Што значат новитетите во терапијата за пациентите? Веќе лекуваме или само ги менаџираме симптомите? Така е. Прво само да споменам дека патот може би е долг, меѓутоа мора да е чист. Зошто чист? Затоа што генерално во регистарот регистрираме пациенти кои што имаат орфан диагноза. Значи тоа е диагноза на ретка болест. И апсолутно мора да биде поврзана со ефикасност на орфан лек, значи лек сирак насочен за таа болест. Не значи секогаш дека во регистарот ќе бидат регистрирани само пациенти кои што можат да се лекуваат од програмата. Тука е, како да кажам, една мапа на ретки болести кои што ги имаме во нашата држава. Секоја држава си има своја мапа и си има своји карактеристики. Не секоја ретка болест е еднакво застапена во секоја држава. Значи, регистарот е создаден и од таа цел да имаме една регистрација на сите диагностицирани пациенти со ретка болест. Секако е единствена влезна врата за да може да се добие терапија, бидејќи овие орфан лекови или лекови сираци се лекови кои што имаат кои што екстремно многу коштаат. И многу тешко е да се обезбеди, па дури во највисоко развиените земји да се обезбеди буџет сега и веднаш. До сега навистина се прават обиди час поскоро да се обезбеди терапијата. Приоритетни се, повторно ќе кажам, децата. За нив нормално тие се нашата иднина и се грижиме сите што е можно час поскоро да се обезбеди терапија. Воедно, кога имаме деца, пациенти со животно загрозувачки состојби, повторно се изнаоѓаат, се мобилизираат начини да се обезбеди терапијата час поскоро, нормално со цел да се спаси животот. Убаво кажавте, точно е дека лековите можеме да ги поделиме во две групи, во група на лекови каде што, да кажем, условно кажано, се лекува на некој начин болеста, тоа е генетската терапија. Се уште немаме генетска терапија во нашата држава за ниту едно заболување, и модифицирачка терапија, терапија која што ќе го промени токот на самото заболување, значи од една болест која што очекуваме сериозна инвалидност, краток век на живење, мноштво на манифестации,
имаме, еве како што говореше доктор Кристина за спиналната мускулна атрофија или за Фридриховата болест, бидејќи се јавуваат во порана возраст, очекуваме детенце кој што ќе проди, детенце кој што ќе може самостојно да го држи трупот, детенце кој што ќе може самостојно да движи, но пак ќе кажам, мощна е битна, најбитна е раната диагноза и достапноста на терапијата. Колку побрзо се почне да се со терапијата, толку повеќе ние неврони ќе спасиме, нема да имаме пропаѓање на мускулатурата, нема да имаме развој на деформитет, односно ќе имаме условно кажано детенце кој што многу едноставно ќе се вклопи во средината во која живее. Така, да. Времето толку ни дозволува, јас ви благодарам за денешното гостување. На овој начин ја подигнуваме свесноста и кај популацијата, и кај лекарите, и кај институциите кои што треба, нели? Тие се тие кои што треба да преземат нешто за да направиме подобро за луѓето со ретки болести. Така е, и да повториме, ретко е да си редо, меѓутоа да не заборавиме дека тоа не се лица кои што се невидливи. Да. Благодарам на поканата. Се надевам и во следна прилика, доктор Кристина, ќе ни гостувате за да обработиме и некоја друга тема од неврологијата. Било задоволство. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кој не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.